нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Ве поздравувам од Хотел Лимак. А денешната тема е машки и женски паричник. Кој го носи, а кој го троши? Ке прашам и чиј паричник треба да биде подебел, дали оној на мажот или на жената, за да раатот во куќата биде поголем. А бидејќи најчесто паричникот символизира моќ и способност, но и добра прилика, ке прашам и дали маж кој што е со празен паричник е добра инвестиција или е финансиски ризик. А што е пак со жената која што сама го наполнила паричникот, дали таа е добра прилика или пак е опасност од прв степен. Но тука ќе ги вклучиме и прашањата во однос на тоа зошто кога маж е богат, се доживува како добра прилика, а зошто ако жената сака богат маж, тогаш зборуваме за мажочкиот интерес. И на крајот прашањето е зошто богатите луѓе се доживуваат како арогантни или пак како лоши луѓе. Во денешнава епизода ќе зборуваме и за мое, твое и наше купче пари. За тоа кој повеќе троши, а кој подобро крие пари. Ке прашаме и дали мажите навистина сакаат финансиски рамноправна жена или во суштина треба да се знае дека мажот е главниот финансиер во куќата. Во денешнава епизода ќе ги преброиме и банкнотите, ќе зборуваме за стереотипите, ќе ги разгледаме и машкото и женското его и на крајот би требало да заклучиме дали навистина дебелината на новчаникот го носи и мирот во куќата. А еве ги гостите. Тој е поранешен министер за економија, успешен бизнисмен и мотивацијски говорник, автор на книгата Воскресни жив, човек кој знае како изгледа буџет со и без покритие. Ќе ни каже дали е поголем стрес дефицитот во државната каса или во домашниот паричник, особено ако го отвори жената. Зоран Витанов. Тој е битолчанец, поранешен банкар, а сега генерален менаџер на првата P2P платформа во земјава. Теодор Тодоровски доаѓа во нешто конкретно, за да зборуваме за пари, моќ, љубов и паметни инвестиции. И да, ќе прашаме директно, што носи подобар поврат, паметна жена или паметна инвестиција? Таа секогаш предизвикува внимание и со став и со стас. Ке зборуваме за тоа дали убавата жена има поголема моќ или поголема одговорност. Дали луѓето ја слушаат или само ја гледаат. И многу важно, каков треба да биде женскиот паричник? Убав, голем, длабок или барем со доволно џепови за неколку резервни картички за не дај Боже? Дунавка Трифуновска. Таа доаѓа од земјата на румба, револуција и темперамент. Скопска снае, мажена е за ѓорѓи и полна со енергија. Колку ја прифатила македонската култура, а колку си ја зачувала кубанската душа. Ке ни каже и дали важи правилото "Моите пари се мои правила" и како изгледа финансиска расправија со кубанка. Јасмина Лопес. Добре ми дошле, драги гости. Дали се допаднаа најавите? Прекрасни. Прекрасни, така? Интригирачки. Интригирачки, нели ќе ги одговориме тие прашања од најавите, може? Да прашам прво што е поголем ризик, на пример Зоран, тебе да ти се обратам. Дали е полесно да се оправдаш на државните служби за непријавената сметка од хотелската соба или пред сопругата? Ако мислите конкретно на мојата сопруга, потешко е со државата да се разбере. Со неја лесно се договараме. Стварно, како си ја научил? Па, веројатно гледа некоја друга вредност, па толерира за тоа. Добро. А со државата не ќе да имам ама ништо. Доволно имав и веќе 17 години се разведов таму, сум раат. Таму си ни развед. политика, ни буџети не ме интересира. Добро. Дунавка, кој е поопасен? Жена со полн новчаник или маж со празен? Па вајде жена. Жената е поопасна. Да. Види, жените денеска се многу опасни, но не е само мокта во новчаникот. Жената има многу моки. Иако луѓето сакаат да мислат дека мокта е само во парите. Има многу други моки.
Така, добро, ништо ќе ги откриеме. Но морам да ти кажам дека од моето искуство тука во Македонија и надвор, луѓето во Македонија мислат дека мокта е само во парите и дека ти си успел во животот само тогаш кога ќе стекнеш поголемо богатство или кога ќе наследиш. Еве, Зоран те гледа, Да. те гледа и теа, они ќе кажат, они се за парите. Но јас ќе ми открием тајната и ќе им кажам дека за да бидат мокни, треба да имаат мокно друштво. Бидејќи нашата генерација немала пристап до мокта на парите, ниту до парите. Ти знаеш дека ние сме израснати, нели во една скромна средина и децата си биле деца, тинеџерите си биле тинеџери и се си имало некој ред по кој што треба, нели нормален тек по кој што се одвиваат нештата. Денеска младите сакаат да го прескокнат редот и да ја гледаат мокта единствено во парите, но мокта е во многу други работи, но и во друштвото. Ако имаш добро друштво, Дали ова друштво не е моќно? ова друштво ни е денеска топ. Ете, тоа е тоа. Добро. Тука има се што ни треба. Се што ни треба, одлично. Тео, што носи подобар поврат? Паметна жена или паметна инвестиција? Пази што ќе одговориш. Цела битола те гледа. Да. Па види, жената е најубавото нешто што може да му се случи на еден човек, на еден маж. Али жена како жена па знае како добро да го организира буџетот на еден маж и да нема биги тоа мене често ми се случува, значи се е како што треба, се е идеално, али во одреден момент жената си ги остварува своите цели, своите потреби, нормално преку мажот. Значи мажот е слободно семејството, сепак. Јас тоа е моје мислење, тој ги носи на некој начин паричните средства во фамилијата, али жената знае правилно да ги распредели и паметно да ги инвестира. Значи, паметна жена е подобра инвестиција. Па дефинитивно да. Јас би гласал за во овој случај. За мир во куќата. За мир во куќата, добро. Јасмин, дали ти го научи правилото во Македонија кое е првото? Мажот заработува, жената ги троши парите. Го научи тоа правило? Така е, секогаш. Секогаш. Интересно. Добро, веќе го практикувам. Го практикуваш веќе? Да, значи, не така, сакам да кажам дека ова што ми беше многу интересно од Македонија, веќе сум била 10 години, веа дека ке мене дома, не можам да зборам за сите, ама ке мене дома маж го сема пари, го става на маса и вика, ти се знаеш, ти подобро знаеш, доколку имаме, троши, кога ќе заврши, толку е. Така. И ќе видиме. А не ти викаш за како ми се работи? допаја. Јас работам и јас носам, ама ми се допаја дека мачките кога сака се ти дава. И македонците го има тоа. Кога е са тебе, се ти дава. И јас ова за мене многу е добро. Така ли е, Зоране, кога има пари, све давате? Или не криете пари вие по дома, како ние Ако ти жените? кажам дека жена ми ги знае сите кодови од сите картички и сите банкарски сметки, Јас. што друго да кажам? Ау, и ти? Јас. Теојка, и тебе сите знаат, а? Да. Па да. Начелно се разоружен. датум на раѓање. Ама па затоа жените се наоружени. Така. И тоа е балансот. Добро, сега имам едно финансиско прашање. Вие двајцата прво да го одговорите, а другите може. Колку е дебело купче пари од 61.000 денари, чи тоа се нели 1000 евра, ако се по стотки, да ми покажете вие. Колку е дебело? Немам појма. Ние сме дигитализирани, јас и Зоран, претпоставувам, да. Не, никогаш не си имал 61.000 денари. Тие се пачки, јас обично на свадба ги давам тие пачки. Али ние сме дигитализирани, јас и Зоран, така да во глобала Да видам. мали број ги се тие. Јас не држам кеш пари кај мене. Зошто? А дојдам, па ги пласирам. Ако не ги пуштиш парите да работат за тебе, ќе мора ти да работиш за пари. Сега сме кога сме кај жените и парите, еве сега ме Добро. инспирира. Они функционираат обратно. Парата ти врши функција само кога е далеку од тебе. Жената ти врши функција само кога е близо до тебе. Не те разбирам. Значи треба жената Уште- да ја пуштиш, чекај. Не, Значи, да не ја треба пуштиш. да ја пуштиш жената на кај солун за да биде далеку со се твоите пари од тебе, така ли? Мислам дека не ме разбра. Ги пуштам парите да работат за мене. Оти само ако парите се кај тебе, ти им служиш на нив. А ако ги пратиш некаде, тие Нико работат. со жената прати. Жената е обратно. Жената ти врши работа ако е само до тебе. Ако е отида на некаде,
тебе не ти врши работа. Дали на друг врши, не знам, ама тебе не ти врши работа. Ти си од тие што ја Обратно. држа, чек, ти си од тие што ја држа жената за рака да не бега по излозите. Не, туку треба, жената треба да ја привлече, она како екзотична птица. Добро. Не можеш да ја бркаш и не можеш да ја ставиш у кафес, не ти пее тогаш. Треба да ја привлечеш, треба да направиш градина, кај што она сама ќе ти дојде. Инаку не можеш, ако бркаш жена, тоа е, пробај брка екзотична птица. Не знам, еве. Не можеш, дури и да ја фатиш, таа не ти пее, ако е во кафес. Значи на жена треба да ја дадеш потполната слобода, но ти да и бидеш неизе интересен. Таа во тебе да види сигурност, барем, ако не друго. Добро. Како ти се допадна теоријата на Зоран? Ја и он се служуваме во многу работи. Да. Добро. Да, инаку и присуствувам. Јас го слушам него по многу работи. Исто мислам и јас дека парите, сите пари треба да ги инвестираш и таа инвестиција се враќа. Секоја инвестиција прво во себе и здравјето е инвестиција. Најголемата инвестиција е здравјето. Затоа тој е клучот на оно што ти кажав. Луѓето сакаат да бидат само богати, но материјално. Но гинејки условно по материјалното го губат здравјето. Така. Затоа здравјето е инвестиција најдобра, која не се купува со пари, како што може да видиме, нели? И најбогатите луѓе во светот, така? Умираат, фала Богу. Да, затоа е жената тука да го даде мирот и балансот на мажот. Видиш, како ми е свртеа приказната, колку е дебело купчето пари Романтично од ви е свртено. 61.000 денари. Како може да не знаете, значи не си броел никогаш пари? Никогаш. Никогаш. И како да ви верувам дека вие знаете за финанси, кога не знаете колку е дебело купчето? Ако видиш како јас баратам со парите, ќе помислиш дека јас во живот пари не сум. Не знам да ги бројам. Леле, добро, значи. Значи, еве вака. И различно е тоа. Вие ќе ми покажете колку е дебело купчето пари, знаете од прилика или не? Никој не ке? Верно, јас во банка сум работел. Па затоа те прашувам. Никогаш не сум броел пари на рак. Ема добро, еве вака за од прилика. Добро, значи вака вика. Ако имате 61.000 денари во стотки, тоа се 610 банкноти. Една банкнота е околу 0,11 мм дебела, значи тоа купче е околу 6,7 см дебело. Полкаване. Тоа е 6,7 за 2 тенко. Тенко е. Па не е тоа дебело. Добро. Добро. А која е димензијата на банкарските картички? Ајде, дали тоа знаете? Добро праша, 2,13 сантими, така да. Нешто друго ти мериш. Милиметри. Картичка. Не се е тенко телефони, тенки, све тенко. Не. Кашка, алот вие, не ви е исичен тенко, ама така. Нашите не се тенки во Да, глобала. средно. На мажите не им се тенки картичките во глобала. Добро. Новчаниците е битно да се дебели, картичките нека Па не се во картичка, така. Значи, Новчаниците се со некои сувенири. нечем на што ми текна, со значи слики, имаат да. димензии. Со сувенири. Длабочина, дебелина, Паричка ширина и да што ни паднала должина. годинава, со такви работи ни се полни паричници. Значи, Стварно, се друга никогаш не ви картичка. текнало да се запрашате за димензиите на картичка? Таа е нерелевантна информација во бизнис. Да. Да. Добро. Па, 80 битно е сегде да врви. да врви. Да. Да работи картичката. Добро. Сакате кеш или картичка повеќе? Дамите, прашувам. На располагање да имате. Јас доаѓам од земја кај што не се користи до денеска ден многу картичка. Значи, ние сме навикнали таму да користиме кеш. И кога јас седам и можам да има, не знам, мене ми е како ми се допаја да седам и викам тоа ќе го правам, со тој пари ќе правам ова. Со ова ќе плаќам ова и ми се допаја како ги ставам и тука и таму и ги организирам, не знам. Тоа ми се допаја, ова како прави вака. Така. Кога е со картичка, го немаш тоа. Да. Ајде да се направиш. Да. Дали полесно располагате, односно знаете колку трошите кога се во кеш или кога се на картичка? Што И јас предпочиташ? морам да ти кажам дека кога бевме на светскиот извр за убавина, жените од Јужна Америка, особено латиноамериканките, они имаат сосема различен пристап на животот, не само на парите. Кој мене многу ми се допаѓа. И знаеш дека кога ќе отидат ваканците во Јужна Америка, знаеш што им се случува.
Си наоѓаат жени, си едно со дома. Ето ти еден пример. Да. И прифаќаат многу работи кои што таму луѓето им се како лајфстайл кој што тука го нема на Балканот. И јас се служувам со нејзе. Ја кешот го сакам многу повеќе. Кешот си е нормално. Но морам да кажам дека Зоран е на добар пат да ме разубеди во неговите дигитални платформи. Јас го сакам дигиталниот маркетинг и дигиталните платформи и се што е ново, но тоа прво треба да бидеш многу добро образован и да имаш добар ментор за да влезеш во тој свет. Така. Да. И сега ние сме на добар пат. Одлично, добро, да прашам таму, значи како е, кога имаме кеш пари, подобро располагаме со средствата или кога имаме картички? Дефинитивно не функционирам со кеш, али поголема контрола имам кога користам картичка и кога некоја користи мојата картичка. Тука е таа темата. Имам најголема контрола. Имам контрола врз се и така да единствено што можам да направам плюс кој ќе има претерано трошење на средства да блокирам картичката. Единствено го знам бројот на памет кај да сеавам да блокирам картичката кога веќе А дали се случило тоа? Па редовно, да. Па редовно, така да Арнош имаме можности да ги правиме срекни нашите партнери, Секако. сопруги, така да... Да, види, мора да се случува нешто, да има... Види, за мир во куќата и за општонародно добро, да. Добро, окей. Значи, кај тебе ти блокираш картички, Зоран, или до сега не ти се... Не, до сега не се случило, ама затоа што и не знам. Ама подалеку е картичката, ти не можеш да ја стигнеш, не мора да ја блокираш. Не се случило, не се случило. Не се случи. Има време. Има време да не се кираш, има даеме време. шанс. Да. Значи, кај тебе имаш картичката, рече ги имаш пиновите од сите, некогаш се случило Ѓорѓи да блокира? До сега не. Не. Немој Ѓорѓи да блокираш, тоа не е добра навика. Нема што да блокираш. Ама со картичка како да се контролираш повеќе. Кога имаш кеш, јас како да го трошам полесно. Кога една картичка понеко ме мерси, нешто јас заборавам, не го правам и тоа е како, не знам, треба дисциплина, бара дисциплина. Ама со картичка има повеќе контрола што трошиш и одеднаш ќе гледаш со што купив јас тоа. Ама со кеш, даваш таму. Добро. Сега, дали некогаш се случило да вие чепкате во паричникот, односно во ташната на сопругата, на партнерот? И што сте барале? Сте барале, значи, не знам, некаква сметка? Сте барале некаде пари или дали нешто ви се случило така? Да чепкате? Ете така. Без да знае. Па без да знае. Да, редовно слушалки за iPhone-от. Види. Јас немам, она има. Нешто сметки за да скенираш, например. Фискални. Јас не скенирам тоа за УЕПА, не знам зошто. Не, еднаш пробав, не успев и не Добро. Значи не си барал слушалки. Слушал редовно, не еднаш. Редовно. А не си наишол на нешто, па не знам, некоја сметка па да речеш и од кај кога го Ние купио. мажите сме, знаеш како, она таргет ориентит, као, знаеш, векторски. Не гледаш ништо друго. Ништо не гледам. А жените, вие сте сферични, вие се гледате. Дури скенери. И ние, знаеш, дури да имало нешто, слушалки, бараш и после ќе ми текне, абе, не беше лошо, готово, отишло. А вие сте тие кои што сферично гледате се. Добро. И такви ни се енергиите, да знаеш. Затоа мажите се повеќе груби, жените се фини, сферични сте, облини имат. Ние сме Зависи кој. различни енергии сме, знаеш. И тоа е добро, тука е хармонијата. Затоа јас сакам хармонија меѓу маж и жена. Не сум многу модерен со тоа што не кажуваат сега. Баш заради тоа, тие две енергии хармонично треба да се. Одлично, ајде. Сакам да кажам дека има една техника што јас ја користам, сигурно многу други жените. Јас викам на маж ми, идам да се купувам и треба облека. Идам, купувам, ама се ми колку ќе ти треба. Идам, понекогаш купувам повеќе од колку што треба, со што има и други убави работи. Ама јас како стигнам дома, се оставам у мене, себе и одам. Како изгледам? Јом супер, таман, викам, добро, сметка. Како и со ова како изгледам? Па супер, ама на крај колку беше се? Ти знаеш дека да изгледам така, мора да се троши малце повеќе од колку што мислев. Ама беше купено. Па добро, да, онко не сакаш ли ваква, те сакам ваква. Љубовта нема цена и затоа нема сметка. Во Куба, на пример, тоа не може да го правиш. Стварно? Е различно. Тука не се сите машки што сака да оди да се шета со жена му по продавница. Може би му е досадно, не знам. Ке нас, он оди со тебе, со што генерално он дава пари и он сака да види како изгледа тоа што он го купи и ке ти кажа сервено не.
серно е подобро. И ке знај од почеток колку си троши. така. Ама тука мал се може да скивираш мал. Да му кажеш, ама јас Зашто не сака да дојде. Да кубанките бират балканци. Нели? Балканците кубанки, тоа е. Да, заклучивме. Добро. Чекај само да видам таму по битолското како е се чепка во ташната напад. Никогаш и мојата домашна култура не ми дозволува да гимнам во женска ташна. Ни по точка разно. Ако е отворена, би ја затворил. Значи би ја затворил, би ја поместил. Да не ми пречи на пролазот, али никогаш не би ја отворил женска ташна. И по секоја цена, значи ако мене ми побарат да отворам, јас само ја подавам и да му ме повели. Видиш култура. Джентлменски. Тоа е тоа. Се гледа тоа. Да, се гледа таму битолското, ова на кај струмца. Мене не ме гледа. Види, мене не ме гледај. Не некој дали Ја ти се признавам. случило? Ти признаваш, Да, ја чепкаш во признавам. паришник? во- Признавам јас. И шо бараш Дунавка кога ќе Признавам, отвориш? јас што сакам се зијам. Да. Не, до се не сум имала проблем. Ја признавам. Добро. Добро, готово. Кратко и јасно, сега идам кратки прашања, да речеме на прв дейт. Кога е однесувањето со потенцијален, да речеме, партнер, ако го станува збор за парите? Првата вечер, тој плаќа 50-50, таа плаќа или ако нема да плати, нема втор состанок. Види, тоа многу пати сме го дискутирале и јас на сите им викам дека јас имам татко кој што никогаш не е рекол на мајка ми плати ги сметките зошто нешто си потрошила. И тоа или и дедо ми исто. Дедо ми бил значи еден југословенски джентлмен и тоа никогаш не се разговарал кај нас дома. Значи мажот си плаќа. Па добро, така било тогаш. И така и сега. И сега, знаеш, секој потикнува од различен тип на семејство, различен тип на организација, различен начин на живот и тоа е секаде различно. Ама мислам дека тоа е некоја база која треба да биде основа на се. Ако таа е базата која што е иста, мислам дека тоа мирот е воспоставен. Значи Да. тој плаќа на првата вечера, тој плаќа, добро. Кој плаќа? Тој плаќа на првата, ако е дейт, така? Дейт. Тој На првата вечера. Тој плаќа. Јас го сенам повеќе маж што плаќа. И после, ако продолжиме со брска и се во ред, немам проблем јас да плаќам. Така. Добро. Шо вика битолската жичка? И Ната? луѓе што ме познаваат и никогаш не ми текнало на памет дека треба друг да плати. Значи, јас сум сакам, значи, тоа сакам да го правам и да го направам тоа скришно. Значи, ние имаме прв дейт, се дружиме, убаво си врвиме Ако и се наљути? веќе то never. Не се љути, а? Веќе правам цена, ајде да бегаме побрзо. Да кој плати, да, не треба плати. да, и веќе али во глобала не оставам да плати партнерот, бидејќи не ми не иди да ја оставам. Така да тоа го завршувам пред да заминеме од Многу повеќе битолчани треба да имаш во емисија. Деве треба, да. Ама Значи, еве тоа опфати. многу ги има Гледаш, запоставено. ова е Знаеш, не битола, има Баш такви мислам дека- прекрасни Еве, луѓе. гледаш, ама гледаш Прекрасни. мултинационална ми е Да, емисијава. да. Струмица, Битола, Куба, Скопје, Македонија, све. Каменица. Ние имавме прилика неколку пати да одиме на Битола Fashion Week, бидејќи нели, но види таква дружба како во Битола, такви пријателства. Нема Ќе се јави некој битолчанец, никаде во гледам ја. Македонија. Тоа е пријателство еднаш за секогаш. Значи има тука, на пример во Скопје може да се дружиш со некој со години и тоа да прекине од еднаш, за една секунда и се да се струши. Те откачува Зоки, не си више мотивационен говорник и ментор. Идеме на кај теа, да знаеш. Види, Што струмица е. значи Кога се во прашање, Не биди си. Тео кажи. види, ние имаме епизода сме по број. По епизода Да. сме, да, има време. Па добро, ако е јас ви давам отворена покана и ќе си правиме еднаш месечно или еднаш Во на 2 една емисија месеци. да видиме додека да се како реунион, епизода број 100, например, и ќе се бериме во Битола, кај јас сме. ќе ве пречекам во Битола. Да, тоа е нива. Е сега, на почеток, значи кога станува збор за автомобилот и тоа е нели некаква си да речеме вредност. Тој мора да има автомобил. Не мора, ќе го возам јас. Заедно ќе купиме или ако нема, ќе размислам уште еднаш дали да излезам со него. Како е кај тебе, Јасмина? Би било добро да има автомобил. Ако нема автомобил, он сигурно има други атрибути, што го прави за мене да не ме интересира дали има Има колени. точак. Па, ако е лето,
може да одиме со тоша или со тротине. Треба ми се сија, треба да има многу други атрибути, со кола стои, само мачина што те вози, ама кога е прасно, има кола, ништо не ме знаш. Добро, окей. Имаше ли кола на почеток кога се запознавте со сопругата? Знаеш ли Или колку имаше време други сме? атрибути? Јас и мојата сопруга сме заедно, сега ќе ти изненадам, 35 години. Добро. Како пар. Значи од сега веќе далечната, Имаше ли 90-та. кола, Зоране? Точак, кажи, бел тркачки. точак. Тогаш Добро. немав дозвола кога ја најдов јас неа. И од тогаш знаев дека ќе биде жена. Така, добро. Дунавка, значи треба ли Моите се во брак 45 години. Да. И мислам дека тогаш и сите врски така почнувале. Па тоа е тоа, сите били исто, сите имале исти стандард на воспитување. Така. Нели? Имало прво да Програм, можеби, па е. нели сте на корзо, били тоа пешки. Така е, она живееше на корзот. Па после тоа нели имаше има Томос. Не, јас Мотор имаше. Не Па предов. после Прво нели да. имаше така, Фичо. напред. прво го земав на татко ми фичото, Ете. а потоа мотор. Добро, брат. А како е кај тебе, значи треба ли да има партнерот автомобил? Јас Барем на почеток или ја не не ти е сакам да важно? возам, искрено, ама сакам да ме вози. Значи мора да Да. има автомобил, добро. Да. Ако нема ќе размислиме. Добро. Тео? Ако нема ќе купиме да шо. Да. Кај мене да се здрави и живи клупите во паркот, тоа време, значи, ко се запознавав, значи, пак ќе кажам битолчани, од една страна джентлмени, од друга страна романтичари, ќе помислиш. Па и да, и кабадај, баш. Во тоа време, нели, јас нема возачка дозвола, така да седевме на клупи во паркот, али со мојот партнер во тоа време кога се запознавме, имав стан. Значи немаше потреба да имам. Видиш, они све прескокнува. И тротинети, и точак, и све убитола устани веќе директно. Ту во центарот, така да немаше потреба да удари удобно. Знае, Дунавка што бира. Гледаш, одма рече битолчан. Не, јас Сам да кажам дека скратам. битолчани имаат посебен однос према жени. Посебен. Па и треба, па и треба. Добро, окей. Совршен партнер. Бичани кои ќе бидат расположени. Добро. Добро. Ќе се настрои. Така е. Ако ме расположат, добро. Океј. Совршениот партнер треба да биде финансиски стабилен, емоционално стабилен, да има визија и план, или само да ме слуша, па ќе средиме. Ајде. Ако можам да вирам визија и план, за тоа што може да е спремен финансиски, ама да пакна, и ако не знае како да се врати, жаве. Преферирам да може да, и кога не е добро, да може да најде начин како да тоа да го решава. Добро, океј. Тео, да ги повторам или? Финансиски стабилен, емоционално стабилен, да има визија и план, или само да ме слуша, па ќе ја следиме. Па ќе кажам, денес е голема среќа да најдеш партнер кој ги има прележено сите детски болести, кој знае да цени. Во тој дел, обично во финансискиот дел, кој веќе ги има поминато сите периоди од својот живот и кога ќе се запознаете и кога ќе почнувате нова заедница, парата е многу битна работа, значи финансискиот дел, али финансискиот дел е битен кога мажот го носи и кога мажот е столбот на семејството. И жената е во ред, али мажот кај жената дава поголема сигурност и ги остварува сите нејзини соништа. Малку уметничко го кажав, али така е. Значи, жената си сака мажот фактички да верува во него. А мажот обично ги реализира сите нејзини соништа и преку финансискиот дел, ама пред се довербата и љубовта помеѓу нив. Фактички, довербата и љубовта кај нив е капитал. Парата е само Добро, ако им. алатка, викам, али битолчанка, она ќе ти каже. Дунавка, животот прави баланс. Тоа е тоа. Тоа ако стара битолчанка, прашаш така ќе ти каже. Значи, некогаш жената е посебна, некогаш мажот во некои работи, ама они тоа им е девиза. Животот прави баланс. И они секогаш се држат тоа и никогаш не одат во крајности и мислам дека тоа е клучот на успехот. и жената инвестира во мажот со некои нејзини постапки, поддршка, Така е. жртви. Барем тоа е моје мислење. Јас кажувам од искуство. Ама што е со моментот наречен ако жената нели сака богат маж, викаат еве оваа сака да се омажи од интерес. Што е толку лошо или да сакаш финансиски стабилен партнер до себе? Мислам дека тоа е нормално сосема. Нели?
Па добро, ама тоа не е прашање на може и она претходно живеела како живеела, нели? Живеела исто богато. Нели? Ама не е грев богатството. Начинот на однесување со богатството е грешен или не е грешен. Богатството само по себе не е грешен. Него намерата што ја имаме ние, дали е тоа према богатството, према жената, према мажот, намерата е таа која што те прави да бидеш благороден во богатството, во убавината и во се понатаму. Значи се може да биде благородно или може да биде нели фатално. Така, убаво кажано. Значи, каков партнер да бараме? Финансиски стабилен, емоционално стабилен? Емоционално, исклучиво. Така. По мене, зашто емоционалната интелигенција носи материјални добри. Значи, причинско-последичните врски, ако ги измешаме, ако некоја жена бара финансиски стабилен брак или маж, или тоа значи дека она е пресметлива. И тоа значи дека има когнитивно знаење, но не е емоционално. И тоа пропаѓа, тоа е прашање на момент кога таа врска ќе пропадне. Без емоции нема синергија. Не може да се створи нова вредност. Не може да се створи 2 и 2 да се направи 3, 1 и 1 2, или семејство да се створи односи. Исклучиво, по мене, исклучиво, а емоционалната интелигенција ќе ги донесе другите. Ќе донесе и визија и план. Јас и Јулија кога почнавме, Ама види сте почнувале во едно друго време, затоа не е важно. мислам дека не е. Божите закони важат во сите времиња. Аха, добро. Значи, у тоа време таму, не знам, тогаш немаше предпремништво, немаше не знам што. Точно. Јас кога се познавме, се распагаше една држава, почнуваше друга. И јас и Јулија потекнуваме од, па би рекол дури не ни просечни, така малце под просечни некои, не да кажем просечни македонски семејства. Но синергијата не доведе во таа ситуација да потоа ние уствари креираме тоа што го искреиравме во овие 35 години. Значи мукте во заедницата. Дали е тоа друштвото? Ама без емоции, ништо друго не функционира. Ама и емоција е да сакаш богат маж, емотивно. Не, тоа е емоција. Не, тоа е математика. Види, математиката е еднаква и за мажите. Па и хемија. Како? Во несвест да паѓаш секој ден. За? Од емоции према богат маж. Има такви да не може. Ама тоа емоции компарите некој маж. Знаеш ли зошто? Знаеш ли зошто тоа не функционира? Оти секојаш од некој има побогат. И каде е лојалност? Добро. Секојаш ќе се најде некој од секој има појак. Има. И плюс тоа е менливо. Тоа е минливо. Живот е тркало. Значи тие жени што сакаат богат маж, значи тие жени што сакаат богат нелојални. маж, многу едноставно ќе ти кажам, една кафанска приказна. Ајде. Седиме во кафана и келнерот е од едно место близко до Скопје. И ми вика на мене, дали знаеш дека од нашето место овакво сите се отидени во Кувејт, сите девојки и девојчиња се отидени во Кувејт и Дубај. Ете тоа е одговор на денешницата. Сега, ајде, кога сме кај богатството, значи ова го разрешивме во однос на дека жените тоа има интерес богат маж, меѓутоа што е со она кое што важи како некаков стереотип дека богатите луѓе во суштина се арогантни, се дрски, се површни, дека не се добри луѓе. Вази едно такво правило, нели, ај пушти овај богаташ. И некако ги гледаат и со презир. Кој би споделил храна со тебе? Најадениот или гладниот? Кој попрво, кој почесто би споделил храна? Тој што сега е гладен, има едно парче? Точно, знам на што мислиш, да. Значи, тоа е обична завист, тоа е фрустрација на нереализираните луѓе. Баш напротив, јас сум поборник на таа либертаријанска теза, нели, каде што вика богат, уствари, зборот богат, доаѓа човек кој што е блиско до Бога. Ние мешаме криминал и успех. И тоа е наша општествена, ментална грешка. Значи, Катастрофа, не Така. криминал е една работа, успех е друга работа. Секаде во светот успехот треба да се почитува, да се респектира и да се слуша кога зборуваат успешни луѓе. Кај нас се изедначува тоа зошто имаме армија на нереализирани луѓе. Да, заради масовност на криминал и така натаму. Но ако нешто може општеството да го спаси, и ако некој може да даде и да донира, тоа е богатиот. И ние треба се стремиме, ние треба да ги вратиме на пиедесталот богатите предприемачи кои што
креирајќи вредност, станале богати. Има една многу интересна теза, вика, ако размислите, вика, сите штрајкови во светот доаѓаат од луѓе кои што се пролетери. Што значи пролетер? Освен својот труд, физички труд, да не кажем мускулите, аргатлукот, он нема што друго да понуди на пазарот. Зошто штрајкуваат? Затоа што секогаш им недостига, бидејќи ја немат вредноста во себе, и тоа многу луѓе сега што ќе ме слушат нема да им се допадне. Ама не ме гајле. Спомена тоа е вистината. Замислете вика кога предприемачите би кажале сега ние штрајкуваме. Тие што го носат светот во прогрес се реализираните предприемачи кои што заради тоа што дале вредност на пазарот, стекнале вредност. Ако тие застанува планетата. Има една книга Атлас протресен. Атлас, богот кој што на плеки ја носи планетата. Замисли вика за момент да каже, абе доста ве носев, ајде малце. Па вика оние што креират вредност, тие го носат светот. Значи богатите не само што не се себични, туку богатите се екстремно несебични. Што никој не ги гледа жртвите што ги правеле за да дојдат до таа позиција. Така. Само јас и Јулија, сега кажам за себе, си знаеме низ какви жртви поминавме за од таму кај што бевме да дојдеме таму кај што сме. И обратно е, богатите се тие од кои што треба да учиме и богатите се тие кои што дават. Не може. Гладен човек не може да даде. Не можеш да дадеш нешто што немаш. Така. Треба да, за да стекнеш нешто, прво треба да дадеш вредност на Така, пазар. да слушнам како е во Битола, богатите што викаат за богатите, како ги условуваат, има дури термини. Новопечени богаташи, јас го имам слушнато, ама да го немам осетено. Така? Бидејќи некој кој постанал богат не станал случајно. Значи верувам дека станал и со многотрпна работа, пак бидејќи таква ни е темата, значи фамилијата помага за да се издигне до одредено ниво. Али јас пак ќе кажам, да се надоврзам на господјата, бидејќи јас имав среќа да се дружам со луѓе кои почнале од општествени професии, значи биле работеле в банка, стигнале да бидат одредени директори во банка и да отворат приватно, кај што, ево јас од моето отварање на приватно, бидејќи излегов од банка, добив можност и јас да помагам. Ама тоа не значи дека сум јас новопечен богаташ па му помагам на народот, едноставно жабата е моја да делам дел од компанијата. Значи јас од плата си земам како што земаме сите, значи сите работиме за плата и земаме плата, али делиме од да бидеме општо корисна компанија и да помагаме кај луѓето. Али пак ќе речам, тоа не го правиме бидејќи сме новопечени богаташи, бидејќи јас тој термин го слушам, не го користам и не сакам да го користам, бидејќи пак ќе кажам, тој што е богат, не станал богат, може да станеш кој ти падне лото. На некој начин или наследство, ама и да ти падне наследство треба да знаеш да правиш со парите, да. Треба да бидеш богат, реализиран, за да бидеш тоа. Али пак ќе кажам, домашната култура кај луѓето ствара одредени вредности. Бидејќи јас знам, јас имам 40 и кусуро години и цел живот работам и знам што значи да заработуваш, што значи плюс да заработуваш и да си приуштиш одредени задоволства, ама и пак да дадеш во општеството. Битола како Битола, бидејќи ја спомнавме неколку пати, значи Битола ако не вложиме ние, само Скопје ќе расти. Ти кога ќе прошеташ низ Широсока, сега што луѓе се видиш да викат здраво Снеже, значи како нема луѓе, нема и ти твојата вредност да си осетиш. Сепак и ти се случило, сме биле заедно во Битола и дека колку те ценат битолчани, али ако нема луѓе, ако сите се во Скопје, секако. Да прашам како е во Куба, значи во однос на богатството, како се гледа на богатите луѓе? Таму е сосема различна ситуацијата. Прво сакам да кажам дека пари не го прави карактерот, ама го покажува. Значи, и ова е и во Куба, и е тука, и е сегде. Од искуство, како пејачка, сум била и во Куба и тука во настапи, што овој организатор е многу богат. Ама јас не сум од тука, например. Да не ми кажува некој што има и колку има, нема да познаеш. Затоа што толку се понаша природен и те гледа тебе како да си не знам што, а онге што има сите ресурси, те што тебе те плаќа. А од друга страна имаш луѓе што, како што викаме така на улица, денар нема, а
ти се понаша како да е по-богат од човек што е онер. Так. И тие луѓе и фали нешто да се пробера во живо, не успее да се пробера нешто што сака да пробера, ама богат човек што е сигурен во себе, што се има правено со себе како што треба, не треба ништо на тебе да те пробера или да се понаша. И ова е севде, и во Куба е исто така. Така, значи и парите во суштина зависи од карактерот, дали ќе му порасне егото или во суштина ќе порасне како човек со разбирање и така натаму. Да, парите не го прават човекот, ниту функцијата. Човекот ги прави. Така. Исто како и фустанот за жена. Можеш да бидеш да облечеш фустан од 10 евра, а да изгледаш $1,000,000. Истото и можеш да облечеш фустан од $1,000,000, а да изгледа така како што изгледа. Затоа го спомнавме најгледаниот филм на сите времиња, Pretty Woman. Добро, Нели? добро. Значи, и тоа е најгледан филм на сите времиња, затоа што таа е приказна најпродавана. Значи, она е облечена во 10 евра, го сретнува еден од најбогатите луѓе во Америка, и она него го освојува со нејзината едноставност и искреност. Значи, она не му глуми нешто што не е, туку баш она е таква каква што е, и он ја засакува таква каква што е. И во тоа е суштината. Ама види, има пари човекот. Да не забораваме. Не, човекот има се, Ричард Гир. он има се и пари. Јас сите викам, кога човекот има се, парите доаѓаат како логичен след на нештата. Така е парите последица. Добро, значи. Последица. На состојбата на умот. На состојбата на умот, точно. Значи, она била спремна за да налета на таков богат човек. Вистина е, така е. Значи да си направиме Среќа. Тоа е. среќа била, дали била среќа или било мајндсет, прашувам. Среќа. Среќа? Јас во среќа лично не верувам. Значи што е било? Што е среќа? Среќата е... Ама што е среќа? Еве што е среќата. Самиот збор, ви колку убав македонскиот јазик. Самиот збор среќа доаѓа од зборот среќавање. Тоа е среќавање на подготвеноста со шансата. И се среќаваат, ама ако не си подготвен, шанс има колку сакаш. Така. И ние кои ќе кажеме среќа имаме, луѓето што не го разбираат тоа, за нив среќата е изговор затоа што се неуспешни за резултатот што го постигаат успешните. Тоа е илузија. Нема среќа. Да. Подготвеност и шанса. Среќата треба да се одработи. Има многу богат Шансата. јазик. Треба да си го слушаме јазикот. И ќе видите сите одговори ќе ги добиете. Срешта. Среќавање, средба. Тоа значи средба. Среќа. Да. Тоа е да бидеш на право место во право време со прави луѓе. Ама подготвена. Така е. Спремна за акција, да. Добро, во моментов јас сум подготвена за реклами. Одиме на реклами. Еве се вративме на друга средба сега си, нели? Добро. Подготвени за вториот дел. А вториот дел е бракот во однос на паричникот, во однос на купчињата, во однос на кешот и во однос на скришните джепчиња кои што треба да ги има секоја жена. Може? Добро. Чиф новчаник треба да биде подебел реално, ако зборуваме нели во некаква метафора. На мажот или на жената? Што викаш ти? На мажот. На мажот, добро, кратко и јасно. На мажот или Имаме еден новчаник, немаме. еден новчаник си? За 30 години. Не. Значи сега Физички не еден, јас имам новчаник. така да. Меѓутоа купчето е едно. купчето Така е да- едно. Така, добро. И како одлучувате на што ќе се Па троši? еве како, ви се, ние сме одлучиле животот да го поминеме заедно. Добро. Замисли да го поминеш животот заедно со човек со кој што не му веруваш и не го почитуваш. И сега ние спонтано, еве како функционираме. Ќе кажеме една тајна што е Ајде, успешна тајна. формула. Ако Јулија нешто одлучила, а јас сум одлучил животот да го поминам, значи ја почитувам. Веројатно ја почитувам одлуката, нема ли логиката? Што и да одлучиш? Што и да одлучи, јас морам Не. да ја подржам ако ја почитувам. Ако и се правам тутор, значи не ја почитувам. Но од друга страна истото го очекувам и од неја и го добивам. Само ако ме праша да каже, слушај Зора, имам дилеми, вака или вака, тогаш ќе го дам моето мислење. Ама што ја викаш ти што си одлучила тоа? А не мора да ми каже. Може да ме може само да ме информира. Тоа е Тоа е, Јулија се одлучува Тоа е- добро. Не, и обратно кажам. Кажам како, многу почесто се случува, јас сум по крупните работи, јас ги трошам. Така. Меѓутоа, обострано е, нема. Само ако кажам, слушај, имам дилеми, да, ќе дадам мислење. Ако кажа имам дилеми, да, ќе дадам мислење. Замисли да треба после 35 години
да му укажуваш кај греши на човек со кој што, не знам, го почитуваш и му веруваш. Кој Или плаќа пак, сметки дома? кој ги плаќа технички? Јулија. Сите сметки Јулија ги плаќа. Значи она Јулија, јас не знам, да ме прашаш колку е парното, колку е ова, колку врска, не, горивото јас го плаќам, нели? Добро. Али сите сметки технички не сакам да ги знам. Добро. Кај тебе, Тео, кој плаќа сметки? Ти плаќаш сметки. И физички, и Тоа све. веќе не станува збор. Значи, Добро, сметки еве, ги мажот плаќам, плаќа. па ќе кажеме, бидејќи дигитално ги користиме како што иди платата, нели платата иди до 10, веќе сметките сите се дојдени, се плаќа таа Мажот минут. плаќа. Подобро е да се платат прво сметки, за после да борбата да е послава, да буде од Добро. на трошење на средства. Така, кај тебе кој плаќа сметки? Ке мене маш ми ги плаќа тие сметки со секој месец. Добро. И јас се ангажирам повеќе на фам. На каде одиме да јадеме, на каде одиме да се забавуваме. Ти си за културниот живот, Да, тоа е за да, и финансија. храна. Така. Со што јас знам подобро што треба се јаде. Добро. Значи, реално заклучуваме дека мажот треба да го има подебелиот новчаник и дека треба стварно да биде финансиер, односно финансиски да речеме, советник и оној кој што допринесува во семејството. Се заклучуваме тоа така? Да. Добро. Тогаш што е со она равноправност финансиски, дека треба жената финансиски да допринесува, па треба да бидеме равноправни, па дека колку мажот, толку и жената. Што е значи со овој тренд? Па да не мешаме равноправност и еднаквост. Да не мешаме. Значи, ако мажот има повеќе мускули, нормално нема да ја кажем на жената равноправни сме, дигни ја витрината. Ќе ја дигнам јас. Добро. Значи, тоа што Така. тоа пак ќе се повторам, синергија и хармонија. Равноправност ја мешаме со еднаквост. И тука уствари забегува светот натаму наум. Добро, а што е со тајните џепчиња? Дали жената, на жената секогаш ќе викаат, ама ти треба да си имаш еден фонд или треба да си имаш тајно џепче. Дали треба жената да си има тајно џепче и да си чува парички? Кој што не ги знае мажот? Да. Зависи пак, например. Жени, ние сакаме да имаме на страна несто за нашите Каде? убави работи, да едаш со шоколадно. Сакам јас да си го купам, да не знаеш, да си го крием. Да. Ама има, например, има машки што го носи пари, ама не се како нема интелигенција за да го раздели, да го користи. Има жени што например крие малце, ама само да те помага, само да не трошиш на тоа што не треба, да не го трошиш со дружба што не треба. И понекогаш сме, например, у ситуација што леле немаме, сме на нула, а жена, затоа што беше по мисли и знае дека тоа ќе може да доаја, можебе има на страна нешто, не дека се крија за од страв. Кога криеш пари од страв, нешто не во ред. Така. Ама кога криеш пари да помагаш и да затоа што нешто друго треба да се прави, јас сум за. Добро, окей. Како си ти со скришни Мама ми џепчиња? секогаш си имаше скришно џепче. Така? Да. И јас сакам се своје да си имам. И свој стан. Значи све своје да си имам. Тоа е емоција спрема своето. А друго е кога имаш нешто заедничко, тоа е веќе тоа е идеал што го имаат нашите родители. Дали ние ќе стигнеме до тој идеал? Добро. Еден Господ знае. Чекај да видам мажите. Скришните џепчиња на жените и женските фондови, дали се добри или не се добри кога станува збор за брак, дали е тоа прв момент на недоверба или како ме гледа Зоки се смешка. Ајде кажи Зоки. Ајде. Па ако успееш да направиш изобилие, состојба на изобилие на супругата, ќе се чувствува глупаво кога крие. Сега замисли се отишла на море не знам, да се бањаш и сега чекај малце водичка солена и за дома да одем. Целото море е тука. Види како пластично го Направи изобилие и нема да има потреба така. Добро, окей. Што мислиш ти Значи, за тука станува збор џепчињата? за, пак ќе ви кажам, значи станува збор за респект од жената према мажот. Да. Значи ако жената скрие, тоа ќе го направи за да го задоволи мажот. Тоа е мое мислење. Така ќе се задоволи себе, само ќе го задоволи мажот. Жената во години како што созрева и како што расти, сака да се дотера, црвени штикли,
естетска корекција, што е нормално да ти изгледа млада. Значи, вервајме само за тоа ќе го искористи за тебе да ти биде убаво. Значи, нема Значи криеме нема пари шанси заради позади за вас тебе, да ви биде поубаво. Позади тебе нешто да направи па да му даде некој друг или нешто да купи па ти да не го видиш, не. Тоа се што би направил за тебе. Сепак машот. Ама битолчен. Нема покварена машта. Така е. Нема. Значи ние во се гледаме добро, значи само Се му е роза. Гледа. ти кажувам. Она и да крие за мене. Ама се му е роза. Добро. Ако е така. Роза претходно контролирано, така да све како што треба. Ќе одите заедно на забава, на пример, и ќе гледа една жена дотерана убава со некои стикли, многу убави фустан и вика: "Леле, колку убаво изгледа." Ама да ја праше колку и кошта, сигурно ќе вика: "Не, подобро са пијами да оди." И исто ние криеме со тоа неколку сметки. Да, За да така не жените гледаш. во битоли така изгледа. Ај, па така де, затоа што си кријат парички за да гледат. Не, ама не, они дозволуваат. Да, И затоа се убави секојаш среден и никош не се... Така сакаме, затоа. Така сакаат, точно. Тоа е тоа. Ама треба некој да има возможност, тоа има возможуваат битолските мажи. Со, Што рече, господин Зоран, треба да и битолски. Кама дајте, добро. Традиција имат битела. Добро е, сега има и разлика во меѓу успешен и успешен маж и успешна жена. Значи успешните мажи дури не мора да изгледаат секогаш убава и не мора да бидат секогаш средени, ама од успешна жена се очекува да биде секогаш тип-топ. Зашто така различно се гледа, да речеме, на мажот и на жената? Добро прашање. Пак ќе се вратам на конструкцијата, начинот на размислување. Мажот е гледа формата, мажот е површен. А си мисли дека е паметен. И бидејќи ја гледа формата, а жената е доволно интелигентна да го знае тоа, и жената се обраќа внимание само на формата. Добро. Жената е многу по-промучурна, сферична, нели како што кажа. И она гледа други вредности кај мажот. Затоа кај мажот не е битно да е убав, не е тоа главното. Пошто нели он е да. А ние сме едноставни. Формата ја гледаш и се залетуваш и потоа се чудиш што те снашли. Добро, да прашувам ли за тоа дали станува збор, не знам, за да не речам глупавост, кога мажите им Површност, подаруваат да не ги површност, да не ги навредиме, ајде површност, кога мажите одлучуваат да им подарат на жени, не знам, автомобил, да им купат некој многу скап подарок, а дури и да не се во сериозна врска. Тоа што е кај мажите? Тоа е компензација. Зашто? Па некои собствени слабости за кои што е свесен, ги компензира со купување на Значи не е скапи површност и подароци. не е она изборот на Тоа е Г. компензација, тоа е математика. Компензација, така, Тео. Си компензира собствените слабости. Така размислуваш и ти, Тео, значи кога Никад не би купуваш. го направил тоа во животот. Со оглед си се ценам себе си, мислам дека вредам и мислам дека можам неа да и пак вниманието е многу битна работа во цела врска, во се во животот. И мајка, татко, имаш, нели му треба твоето внимание. Така да со вниманието ти компензираш да не мора да купиш автомобил. Така да поевтино ќе се поврзиш. Добро, еве да видам си помниш. жените како размислуваат, добро. Како размислуваат жените, како ги гледате тие мажи кои што се подготвени да им купуваат, не знам, и коли, и многу скапи подароци, и на скапи патувања да ги носат, а да речеме не се во сериозна врска. Значи дали какви се тие мажи? Јас исто мислам како него. Нешто фали таму, нешто компенсираш. Ама ако се во ред и ние сме на врска што е убава, со што да не. Welcome. Нормално. Every поклон welcome. Ова не ме прави помалце ако ги сема. Ако мислиш дека јас ги вредам и сакаш да ми ги даваш, фала ти многу. Нема да одбијам. Да. Добро. Дунавка, како ти размислуваш, како гледаш на тие мажи кои што ете се спремни да дадат големи инвестиции во нешто кое што не значи дека ќе трае? Види, мислам, јас познавам такви мажи. Да. И тоа се обично мажи кои што види, тоа е емотивен момент, и интимен момент. И јас не судам, ама тие врски траат, да знаеш. Има, види, и кај нас во Македонија има врски такви кои што траат. Има филмски приказни кај нас. Да се разбереме. Не е дека тоа е нешто само негативно. Не е само компензација. Не. Има се. Не, Види, денеска има се. Дали е компензација или инвестиција? Не, денеска има се, ама реално, значи има филмски приказни во Македонија.
Значи луѓето повеќе не се кријат. Дали мислиш дека мажот кој што после од кога ќе раскине таа врска го бара тој поклон што ти го дадов? Тој маж што е? Многу ме интересира да видам. Дај компензација. Чекај, дај да видам тој. Дај да го решиме проблемот. Това не е маш. Не е маш. Има ли случај кога бара да се врати? Не знам. Се раскинува врската и сега ја ти викам дај ми ја колата што ти ја дадов. А сум Само маж. докажува дека му е била компензација. На лизинг. Дали се купила ли? Добро. Е сега, Не си го плаќа, она и сега ја конфискува. Не, клуч во него. Има клучи ќе ја земе после. И она ќе го пријави, после украдена ми е колата. Тоа се приказни, добро. Кој повеќе успел во животот, мажеме? Ќе пријави дека му украдна, знаеш дека има некои жени што ги земаат колите на па да види, може и обратно да биде. А зашто мислиш дека жената не може да му купи кола на мажот? Затоа што ние сме попаметни и не правиме компензации. Во твојот свет, Се согласам. Факт е дека во глобала жените се попаметни. Па нели? Тоа е тоа. Добро. И сме го решили. Кажуваш дека сме 3 на 2. Тоа е тоа, Ние добро. сме многу површни. Добро, одлично. Да давам подароци, може ли? Може, имам, да. Нема да ги одбиеме. Па ќе кажам кашкавалчето се. Кашкавалчето се јаде, еве ќе почнам од кашкавалчињата, осагоским лични производи, овде имате и кашкавалчи, имате и павлака, значи за дома. Повелете, ги имате сите. Сара Fashion Home за сите имаат подароци. Еве, повели Донавка. Многу сакам да знам, Да видиш што ти подариле овој пат. Да, ја многу сакам пешкири. Ете, Стварно, и пешкирчиња, фрик сум за пешкирчиња и плюс се розеви во мојата. Гледаш ли како да? Пинк, ја обожавам пинк. Одлично. Кенди ви подаруваат тука за добро здравје, имат и пробиотици и витаминчиња, повели. Ладрија за дамите подаруваат, значи SP Factor, ова е нова козметика хрватска. Ќе проверите, ќе видите како функционира на вашето лице. Натура терапии, значи за сите вас, ќе гледам тука што имаме за мажите. Овде имаме колагенче и за мажите треба. Да. B6 за смирување ако нешто не иде како што треба, да видиме. Ето така. Минфинтек групацијата, значи ви подаруваат вакво мало сладко подароче, вие ќе си ја отворите апликацијата и ќе видите што има таму, значи имате за патување за осигурување, ќе си погледнете. Значи имам тука ваучери. Urban Life, значи имате тука код 25% попуст добивате и ќе дојдете во хипербарната комора за долг живот, за анти-ејджинг, за добро здравје и така натаму. Тоа е тоа, и за слабење, и за детоксикација, за се да, све е Иначе во дозволено. Белград беше хитуште пред многу години, особено за слабење, и сите сестри кои што работеа во болницата во Белград, сите беа лепотици заради тоа што кислородот многу влијае на убавината на жената. Ете така, одлично, ќе дојдете. Значи, за крајот ги имам последните прашања, за секој од вас имам поединечно прашање. Вече ќе паднам у несвес, морам да пробам кашкавал. Кашкавалче слободно, провери, еве, Ние гледаш. лепотици се јадеме на 3 часа по малце. Ете така, помалце, Знаеш, а? готово. Вкусно е? Ете, тоа е тоа. Одлично, значи на крајот, ајде да го заклучиме разговорот кога ќе дојде кавга за пари. Што да се прави? Ајде, Зоране, заклучи ако сакате вие, кога ќе дојде кавгата за пари, аман за ман нема пари, ти си Дека има потрошил. многу или дека нема? Ти си потрошил, јас сум потрошил, види, како рече ти, тој што има, тој се кара. Гладниот не може да се кара ако нема. Еве нешто сум научила од тебе. Кога дојде кавга за пари, секој ше жената управа. Фала многу. Гасите. Се согласуваме. Што да ќе речем, јас. Да. Значи кога доаѓа кавга за пари, секоја жената е во право. Ти треба И може само да се извини да каже како беше ова клишето. Ништо, па, Извини, ама не си управо. Само тогаш жена се извини. добро. Ќе надополнам. Ќе надополнам. И балансот ќе постои. И готово. И тоа се е тоа. хармонија ќе се живеет Да. мирно и среќно до крајот на својот живот. Ако си слушаш жената, ако жената е во право, ќе си живеете среќно до крајот на животот. 100 години? 100 години ќе живее. Така и да, Дефинитивно. да се слуша жена, така? Амин. Амин. Фала ви што ми бевте гости. Јас уживам, верувам дека и гледачите уживаа. Се гледаме следната недела. Ве поздравувам.